Откако ќе те поразиме со народот, ќе ги исправиме сите твои историски и противзаконски грешки. Ќе почнеме со враќање на таблите каде ќе биде избришан бугарскиот фашистички окупатор, му порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на премиерот Зоран Заев. Оваа реакција од шефот на опозицијата доаѓа по најавата на Заев дека ќе го избрише зборот бугарски од сите споменици, а ќе остане само фашистички окупатор. А јас сум подготвен веднаш кога ќе те поразиме со народот да ги исправиме сите твои историски и противзаконски грешки. Враќањето на таблите кои рефлектираат вистинската историска вистина, а Заев ќе ги смени, ќе биде меѓу првите грешки што ќе ги исправиме. И по сите отстапки направени кон Бугарија и Грција, како промената на уставното име на државата, избрисаните шахти каде стоеше сонцето од Кутлеш, Заев сега уште еднаш повтори дека ќе го брише зборот бугарски на сите споменици каде стои бугарски фашистички окупатор, а ќе пишува само фашистички окупатор. И стои бугарска фашистичка рака, бугарски фашистички куршум, бугарски фашистички окупатор, треба да остане фашистички окупатор, фашистичка рака, фашистички куршум, заради тоа што фрламе петно комплетно на целиот бугарски народ, што воопшто не е исправно. Но премиерот останува и на својот став дека ќе се укинува предметот историја во основното образование и ќе биде споен со уште два други. Многумина во ова гледаат потек со кој што ќе се менуваат историските факти во учебниците по бугарски терк. Делот на фузирањето, кое што е замислено во делот на самите предмети, е да се даде можност преку помал број на часови децата да имаат повеќе време за својот детски живот, но и за општествени, хуманистички и социјални содржини во својот детски живот. Верувам дека ќе изнедреме убава дебата, ќе кажат сите експерти, ќе кажат учителите, наставниците, ќе кажат универзитетските професори, ќе кажат сите што е најдобро и тој концепт треба после тоа заедно да го тераме. Сепак сите овие отстапки кои се веќе направени не беа доволни за да биде исполнето главното ветување на Заев Македонија да добие датум за старт на преговори со Европската унија и покрај судениот туш од Софија, македонската власт и понатаму продолжува да подклекнува пред бугарските уцени и условувања.